половина час пред нас. Се надевам дека ќе опфатиме уште еден вид на почва, па ќе остане уште една. Се сеќавате дека некако влеговме во оваа парабола за семето, кој што е запишано во Матеј 13 глава, почнувајќи со еден стих во прво послание до Солуњаните, 2.13. Сеќавате, тогаш спомнав дека Павле беријанците ги пофалил за тоа што испитувале се од Словото, дали е така. Значи, биле внимателни слушатели и испитувале, истражувале, а Солуњаните ги пофалува со зборовите: и затоа и ние му благодариме на Бога постојано, зашто примајќи го Божјото Слово, што сте го чуле од нас, го примивте не како човечко Слово, туку како Божјо Слово, какво е и на вистина, кое и действува во вас кои верувате. И до сега разгледавме два вида почва, покрај пат и на камените места. Дали забележавте во тие два вида на почва дека тоа се луѓе кои што го примаат Словото како Божјо Слово? До сега, барем од цитатите, од стиховите. Не. Ќе видиме, веројатно, некои наредни саботи, дека тоа се само оние кои што ја представуваат четвртата почва, односно добрата земја. Покрај пат, само да се подсетиме, тоа е тврда, утапкана, разгазена земја и семето не може воопшто ни да зарати. Значи не може да дојде ни до фаза на ртање, а тука е и ѓаволот, односно птиците, како што видовме, кои што брза да го исколваат, да го однесат и ништо, значи. Никаков ефект врз тие таквите. За жал, тоа се тврди срца, стврнати заради живеењето во грев, како што читавме, невнимателни, незаинтересирани слушатели, кои што дозволуваат токму заради невнимателноста ѓаволот да го одземе семето и тоа што останало, да кажем. Окупирани со себични цели и со грешни уживања, душата закоравела од измамливоста на греот, духовните способности и се парализирани. Луѓето ја слушаат речта, но не ја разбираат, не дека е... Знаете, треба духовно да се размислува и да се разгледува речта за да се разбере, не е до интелектот. Не сваќаат дека таа се однесува на нив, ниту пак се свесни за своите потреби, ниту за опасноста што им се заканува. Значи, топ не ги бие, како да кажеме, овие, за жал, но не мора да значи, ќе видиме подоцна во другите саботи, дека сепак не мора некој да остане како оваков тип на почва, затоа што тој пат не е асфалт, тоа се мисли на пат. Знаете, Исус кој ја кажувал параболата, ви спомнав минатиот пат, значи бил во овчамецот малку во езерото, оддалечен од брегот и народ го слушале, а таму на падините гледал како некој сеач сее, баш во моментот, и знаете како се сеело тогаш. Значи, како беа оние бисаги. И фрла со раката и сега некој семе ќе падне и таму покрај патот. Но тоа е пат кој што, значи, е разгазен од некоја причина, ете, може поминувале тука некои конјски коли, било што, но може да се разора и повторно таа почва да се подготви. Јас ако ви кажувам во Шведска, може сум ви кажувал како ја подготвивме почвата што беше таму близу реката за Бавча. Ќе си чудите, значи, ја мислам дека можда месец-два само работевме околу тоа. Знаете какви карпи вадевме од таму. Значи, на времето тоа било многу пошироко, поголема река. Тоа реката се што носела. Под земјата карпи големи, огромни. Значи, мораше дури и со механизација, а имаше, фала Богу, нешто од механизација за да се, значи, ќе го откопавме
каменот голем или карпа, па потоа со механизација можеше да се подигне, да се отстрани. Таква почва направивме, што да ви кажам, значи се чудеа таму комшиите, кои што беа, и тоа беше као едно мало селце со, што знам, 20 на кукички, можеби. Се чудеа како, односно, ни се смеја, први сметајќи дека нема ништо да извадиме од таму, ама се погоди некако летото, па и дури и патлиџани имаше. Па дури узреа во Шведска. А да не ви кажувам за марули, за такви работи, значи моркови, не знам што се имаше. Дури и толку многу роди, што носевме и на пазар, продававме, а тоа органско и веднаш се продаваше во Шведска. Секако имаше и за наши потреби таму. Значи може, каква и да е почвата, тоа е поентата, може да се обработи, може, меѓутоа треба малку и труд, секако. И уште еден цитат, само да се подсетиме за овој вид на почва, вика, како птиците што се брзи да го исколваат семето што лежи крај пат, така и сатаната е подготвен да го собере од душата семето на божествената вистина. Се сеќавате, минатиот пат спомнавме дека ѓаволот со своите демони е присутен и на вакви собери. И ако Господ сака да не осведочи преку Словото, кое што се кажува, ѓаволот е тука да не го одвлече вниманието на било кој начин. И кој што вели овде, ваквите тврди срца, тој вели ги окупира со световни планови, значи може некој седи тука, не го слуша говорникот тука, кој знае што си размислува, си крои планови што од следната седмица и така натаму. Буди критицизам кај некој или внесува сомневање и неверство. Значи, тоа е оно што го прави ѓаволот. На камените места, спомнавме, се сеќавате, тоа е многу тенок слој на добра почва, меѓутоа надолу е каменита. И затоа и семето ќе израти на брзина, ќе фати некој корен, меѓутоа не може да оди надолу, длабоко. И заради недостатокот на влага и заради плиткиот корен, кога ќе опржи сонцето, односно кога ќе дојдат потешкотиите, неволите, таа билка се суши. Че семето посејано на каменлива почва паѓа на тенок слој земја. Билката никнува бргом, но коренот не може да проникне низ каменот до хранливата подлога, за да ја овозможи да расте, па набрегу таа се исушува. Мнозина кои тврдат дека се религиозни, се вакви слушатели. Како што под тенкиот слој земја лежи карпа, така под почвата на нивните добри желби и копнежи се крие себичноста на нивното непрепородено срце. Значи, овие бргу се обраќаат, вели, имаат искрени желби и така натаму, меѓутоа под тие нивни желби и копнежи сепак останува себичното и непрепородено срце. Значи, не може таквиот слушател едноставно не дозволува да допре до Христа. Значи, ајде да речеме, таа прачка од лозата не се поврзува со самата лоза. И затоа, со текот на времето, се суши. И како што видовме овде, тие уште вели ја совладале, тие уште не ја совладале својата себична љубов, уште не ја увиделе прекумерната грешност на гревот и нивното срце уште не се понизило, натерано од свеста за вината на гревот. Овој вид на луѓе може лесно да бидат осведочени, тие се стануваат сјајни обратеници, но нивната религија е површна, значи површни, неповрзани со Христа. Додека нивниот живот се одвива без тешкоти, можеби изгледаат како доследни христијани, но паѓаат на жешката проверка на искушенијата. Не се способи да поднесат укор заради Христа, кога Божјата реч ќе им укаже на некој омилен грев и кога од нив бара самооткажување или жртва, тие се чувствуваат навредени и се чини дека треба да вложат премногу големи напори за да создадат корените промени во својот живот. Гледаат на сегашните неугодности и неволи и ги забораваат вечните стварности. Слично на учениците што го напуштиле Исуса во Јован 6 глава, откако сватиле дека Исус воопшто не мисли да воспостави некакво си земско царство, и тие или се подготвени да кажат тешка е оваа беседа, кој може да ја слуша. Сеќавате ли тогаш дека повеќето од учениците го напуштија Исуса во 6 глава Јован,
Па Исус им се обраќа и на 12 мината и вели да не сакате и вие да си отидете, а Симон Петар му одговара: Господи, при кого да отидеме? Ти имаш зборови на вечен живот. Тие зборови што биле зборови на вечен живот, биле тешка беседа за некој, за жал. И затоа го напуштиле Исуса. Значи, тие што се со плиток корен, затоа што се представува таа каменита почва. И сега доаѓа третиот вид на почва. Семето паѓа меѓу трња. Тоа е 22 стих, Матеј 13:22. Вели, а посејаното меѓу трње е оној кој го слуша словото, но грижите за светов и измамата на богатството го загушуваат словото и станува неплоден. Сега тука имаме друг вид на проблем, меѓутоа ако читаме во паралелните текстови ќе видиме дека има 4 работи кои што ги спомнуваат евангелистите. Значи овде гледаме преку тоа трње се представени грижите на светот и измамата на богатството. Во Марко 4:19 паралелниот текст вели: но светските грижи и измамливоста на богатството и желбите за други работи, значи ова е додадено, желбите за други работи, кога ќе влезат, го загушуваат словото и останува без плод. И Лука 8:14 нешто друго кажува како трето. Значи сите ги кажуваат овие грижите на светот и измамата на богатството, а Марко го додаде желбите за други работи, а Лука вели паднатото меѓу трње во 8:14 Лука. Тоа се вели оние кои што слушале и кога ќе си отидат, ги задушуваат грижите, богатството и животните уживања, овде вели. И не донесуваат зрел плод. Сега, со трњето се среќаваме уште на самиот почеток во Библијата. Значи, тоа е символ на што? Па на гревот, може да кажем. Може да кажем на гревот. Односто тоа, нели, уште во 3 глава, проклонувањето на земјата. Да, тука се среќава тоа, кога Господ му вели на Адам дека ќе ти раѓа, ти со мака ќе, да, трње и троскот, или што беше, да, ќе ти раѓа. Кој се занимава со земјоделие, знае колку е ова тешка напаст. И да не беа трњата и троскотот, ќе насееш, може би еднаш ќе скопаш таму и готово. Меѓутоа, кој знае колку пати треба да копаш. Да. Точно, да. Точно. Значи, тоа плевење, како се вика, често пати, значи, затоа што тоа нити го сееш, нити ама никне, самото никне. Зошто? Па тоа е потврда на тоа дека земјата е проколната. И самата раѓа, трње, троскот. Ако сакаш да насееш нешто и да ти роди, тоа веш треба добро да си испутиш, како што нели на почетокот е кажано. И она што е клучно, тие што сте работеле, знаете, со мотиката која малаш, ако само го подсечеш троскотот, тој после одмам никнува пак. Значи, што треба? Треба да го искорнеш, добро да го искорнеш од корен. Андреј клива со главата, знае. Веројатно и Раде знае. И јас исто многу добро знам. Семето, вели, на Евангелието често паѓа во трње и штетниот плевел, иако не настане и штетен плевел, меѓу трње и штетен плевел, иако не настане морална преобразба во срцето на човекот, ако не се отфрлат старите навики и обичаи и не се напушти стариот живот во грев, ако сатанските особини не се протераат од душата, пченичната жетва ќе биде задушена. Трњето ќе се покаже како единствен плод на крајот, значи, а пченичното зрно ќе пропадне. Нема да може да се развие, нема да може да роди едноставно. Ќе го загуши трњето. Трњето на гревот може да расте на секоја почва. Ете, тоа е тоа. Нему е потребна нега.
Не мора да копаш да обработи, па да ти расте трње и троскот. Самото си расте. Чичката и трњето секојаш се готови да изратат и затоа мора постојано да се врши чистење. Постојано. Ако срцето не е под Божја власт, ако Светиот Дух не действува непрекратно да го прочисти и облагороди карактерот, во животот ќе се покажат старите навики. Чија преку трњето овде се и старите навики. Тој стар човек, тој грешен човек. Луѓето можат да тврдат дека веруваат во Евангелието, но ако не се посветени со Евангелието, нивните тврдења ќе бидат наполно бескорисни. Ако не постигнат победа над гревот, гревот ќе постигне победа над нив. Трето нема. Трњето што било пресечено, но не искорнато, повторно ќе израсне и душата ќе биде задушена со него. Затоа треба да се откорне. А тоа не е малку, тоа не е, да. Тоа не е лесно, знаеме ние тие стари навики, гревот воопшто, значи. Сега, прво вели грижите. Се кажате често пати Исус кажува за тоа, зборува, па еви во проповета на гората на блаженствата, баш ја обработивме во купнежот. Штета, ја би рекол, што само во толку страници, иако не беше малку, 2 петоци читавме, ама може ушто многу што да се каже тука, но Елен Вајт запишала доста, навистина, многу убави зборови читавме и вчера, но се кажате во Матеј 6 глава, сме зборувале за ова често пати, но многу убаво кажува овде во 31 стих до 33 вели: и така не грижете се велејки што ќе јадеме, или што ќе пиеме, или што ќе облечеме. Зашто сето тоа го бараат народите, зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно сето тоа. Но барајте го првин царството Божјо и неговата правда, а сето тоа друго ќе ви се додаде. Со овој стих и со проповед околу овој стих ја започнавме новата година, ако се сеќавате. И рековме, ако сакате и ако сакаме да ни биде среќна новата година, тогаш треба да запазиме овој стих. Прво Бог на прво место. Тогаш нема што да се грижиме за останатото, а останатото се главните животни потреби. Не сега некои наши желби. Тоа е веќе друго. Самите си правиме неволи со тоа. Но основните потреби ни се загарантирани. Вели, ниту еден општенствен слој не е исклучен од грижите на овој свет. Ниту еден. Ни богатите, ни сиромашните. Тешката работа, откажувањата и стравот од скудност предизвикуваат неволи и тешко ги оптоваруваат сиромасите. Богатите ги обзема па страв од загуба и мноштво други стравови и грижи. И сите си имаат зашто се грижат. Тој наш свет. Но, ако Бог не е на прво место, не би требало да има грижи, меѓутоа, ете, гледате, ова семе, тие трње, всушност се грижите за овој свет, но и вели измамливоста на богатството. Мнозина кои би можеле да бидат успешни во Христовата служба, се оддаваат на стекнување на богатство. Сите своји сили ги трошат во деловни потфати и мислат дека поради тоа немаат време за она што е духовно. Меѓутоа, мнозина на тој начин се преокупирани со работа и немаат веќе време за молитва, немаат време за проучување на Библијата, немаат време да го бараат Бога и да му служат. Значи, сите имаме некои занимања и факт е дека мора нешто да работиме, за да живееме, меѓутоа, внимавајте да не ви го конзумира целото време сето тоа. Мора да најдете време за молитва, за проучување на Библијата, што вели овде, оти без Бога, како рековме, прво Бог, а после се друго. Господ ќе овозможи, ќе ти даде и сила, и можности, и работа, соодветно и така натаму, за да дојдеш до парче леп. Но на прво место Бог. Понекогаш вели, во нивната душа се уште се јавува стремеж за светост и за небото, но немаат веќе време да се одвртат од бучавата на овој свет и да ги слушнат величествените и авторитативни зборови на Божиот Дух. Вечното станува споредно, значи со текот на времето, те гази, те меле таа машина.
на материализмот во денешно време. Значи, вечното станува споредно, а световното доминантно. Семето на речта не може веќе да донесе плод, зашто силите на душата се насочени кон негување на трњето на световност. Значи, желбата за богатење, значи, не реков богатството, измамливоста на богатството, кој што вели овде, е исто трње. Прво Тимотеево 6 глава ги читавме во еден друг контекст порано овие стихови, но да се подсетиме, мислам дека за Ваал кога зборев, да. Прво Тимотеево 6 глава од 7 до 11, слушайте ги многу овој стихови, значи Павле е неверојатен, па и овде. Зашто ништо не донесовме на овој свет, ниту можеме да однесеме нешто. Ова е многу позната вистина, мислам, не мора Светото писмо да ја напише. Сите така велат, да ги прашате, сите тоа ќе го кажат. Кој отишел у гроб со, не знам, со богатството? А кога имаме храна и облека, да бидеме задоволни со тоа. Тоа се основните потреби. А оние кои сакаат да се богатат, паѓаат во искушение, во стапица и во многу неразумни и штетни желби, што ги туркаат луѓето во пропаст и погибел. Зашто сребролюбието е корен на секакви зла. Некои му се предадоа и се отстранија од верата, гледате како влијание значи има, значи му се предадоа на сребролюбието, се отстранија од верата и се прободеа себе си со многу болки. А ти, Божи човеку, бегај од сето тоа, Павле вели. И потоа во 12 стих што вели, бори се со добра борба на верата, зграби го вечниот живот. Остај ги тие работи. Остај го материјалното. Ти го однесе вечниот живот. И што прави после? Треба да го зграбиш вечниот живот. Сластите на овој живот исто трње. Вели, опасни се задоволствата во кои пливаме за да ги задоволиме нашите желби. Секое угаѓање себе си, кое ги слабее физичките сили, кое го затемнува умот или ја отапува духовната проникливост, прераснува во телесни похоти кои војуваат против душата. И тоа е трње исто. Не сакајте го светот, вели во 1 Јоанова 2 глава, 15 до 17, ниту она што е во светот, ако некој го сака светот, љубовта од Бога Таткото не е во него. Зашто се што е во светот, похота на телото, похота на очите и гордоста на животот, не е од Таткото, туку од светот. А светот поминува неговата поход, а кој ја извршува Божјата волја останува довек. Гордоста на животот. Луѓе по голем подем на гордост или нарцисоизам и како сакате земете, во светот немало. И тоа е само заради овие социјални мрежи и што ти ја знам. Нередко тука, често пати или разговарам по телефон или не знам, така си шеткам и си размислувам и ќе дојдам до прозорецот и ќе видите некоја девојка. И прави селфи на сред асфалт, ќе ја сгази кола или не знам. Неверојатно. Тоа се појави, мислам, на модерното време. Тоа го немаше порано. Мислам, немаше, нели... Немаше кај да се прикажеш. Кој да те види. И така натаму. Тоа е гордоста на животот. Меѓутоа, сето тоа поминува, сето тоа е ништожно, суетно, како што читавме. Но оној кој ја извршува Божјата воља останува довека. Лука 21:3-4, но внимавајте на себе си, вашите срца да не бидат оптоварени со прејадување и пијанство, со животни грижи и да не ве затече ненадејно оној ден. Се пие, се јаде. Ти кажат, криза е, а кафаните сите полни и кафичите. За тоа секојаш има пари. Други сласти, или други желби, како што спомнуваш тамо Марко, мислам беше. Ова не мора да бидат желби, вели, грешни самите по себе. Туку се она што го цениме, сето она што го цениме повеќе од Божјото царство. Значи не мора да е нешто грешно. Се што
ни ги одвлекува мислите од Бога. Се што на Христа му ја скусува нашата љубов, станува непријател на нашата душа. Тука може многу работи да има. И еве сега еден цитат. Тука има и грешни работи, не дека не. Не е ова така само наивно. Еве што е Елен Вајт. Безбројните празници поттикнуваат безделничење. Возбудливите спортови, театрите, конските трки и коцкарниците, оддавањето на алкохол и напирување, сето тоа се прави со цел да се разгорат сите страсти. Погледнете ги младите денеска. Или погледнете што има највеќе околу нас. Па да, тоа е на прво место. Коцкарници и аптеки, и што друго, и банки. Сите тие за да ви ги земат парите. Сите тие си за тоа. Ама коцкарници, да. И не знам, ако има нешто полошо порок од коцкање, не знам. Тој полоши од алкохолизам и од се. Страшно. Возбудливи спортови, театри, кина, така натаму. Тогаш вели коњски трки, крикет, спомнувана често пати денеска, да е која ќе ги нареди фудбал, кошарка, ова, она, тоа нема крај. Младите едноставно ги носи реката на популарните активности. Сите што ги сакаат забавите, само заради уживање, отвараат врата за поплави на искушенија. Друштвените забави, разузданите веселби и дружењето со љубители на уживања опивно действуваат врз умот. Од еден вид разодно преминуваат на друг, се доека не ја загубат и желбата и способноста за корисен живот. Па што да одам у коцкарница ли со нив? Или у кафана, добро? Може да влееш у кафана, не? Меѓутоа да не учествуваме, значи, во тој вид на живот, како тие што го живеат. Тоа е друго ако седнеш ти со него на муавец. Значи, од еден вид разумно да преминуваат на друг, се доека не ја загубат и желбата и способноста за корисен живот. Денеска младите не знаат што е корисен живот. Не знаат ништо од вообичаени животни обврски, како да кажам. Не знам, неспособни се ни за семејство, ни за не знам што. Младите генерации, тие поготово после 2000-те. Сега, секако тука има исклучоци, има некои воспитани и така натаму, меѓутоа, сума сумарум, општо кажано е Елен Вајт и во нејзино време зборува камоли во наше време е страшно. Нивните религиозни стремежи се изладуваат, духовниот живот потемнува, се изопачуваат сите благородни способности на душата, се што човекот го поврзува со духовниот свет. Видите колку многу трње има во овој свет. Колку многу работи, што ги прочитавме, се тоа трње, кој што може да го загуши нашиот развој. Господ нека ни помогне да се чуваме од сето ова и да бараме од Бога помош, затоа што да бидеме реални во животот на секој од нас има по некоја трнча. По некој. Но со Божја помош да го искорнеме тој коров, а само со Божја помош можеме, и за да не излезе да биде загушен и задушен нашиот духовен живот. Нека Господ ни помогне во тоа и слава нека му е за сите овие параболи и совети што ни ги оставил. Амин.